Вака, министре, ако е така како што зборувате, се изназборевте тука бројки, волку помош, рекордни бројки за помош и така натаму, зошто имавте два протести? Имавте два протести, ни еден представник на владата не се појави ни на првиот, ни на вториот протест. Знаете што се случуваше? Полицијата не им дозволуваше целата лента да ја блокираат, туку само едната лента, значи колку да се каже, луѓето не можат ни легално својот револт да го изразат. Значи толку е вашата помош рекордна да имавте два протести у рок од еден месец. Сега, знаете кои се вашите реформи у суштина? Ја што сум зборал со земјоделците, ви у суштина ги бркате земјоделците, поситните земјоделци, оние што работат со генерации, за да ги бркате од земјата со овие ниски цени за откуп на нивниот род, за да може после ваши луѓе да ја окрупнуваат земјата и да ви стварате латифундии како во римско време. Значи, вие имате ситуација, ја таму се зборев со луѓето, каде што до 4 до 5 пати оризот е, да речеме, на странските берзи у Италија, 4-5 пати има поголема цена, а тука кај нас се дава испод цена на производство. И прашањето е зошто? Кој не им дозволува, али не, значи не им дозволувате, никаков пат немаат земјоделците, освен да се обратат и да идат преку собствениците на откупните центри. Кој го прави тоа? Револтот бил против собствениците на откупните центри. Супер, тогаш дајте им на луѓето можност сами да излезат орис. Или тоа што планира левица да го направите државен откупен центар. Само со државен откупен центар ќе даете фер цена. Инаку друго се празни муабети. Исто и со сточарите. Знаеш што ми викаат мене луѓето? Луѓето ми викаат, доаѓаат тука инспектори, вика од министерство и наоѓаат свински грип само кај малите фарми, за да може после вика да ни ги затворат, вика ни ги колат годињата на кои имаат нов пород, за да може вика крупните фарми да окрупнуваат кои што се блиски до власта. Ете тоа се вашите реформи. Стварање на латифундии во македонското земјоделство. Не сум задоволен од одговорот и немам дополнително прашање.